дојдоа партизаните. Така викаат децата од Мажирско и Водњанско мало, додека како поток се слева на плоштадот да ги поздрават ослободителите. Од еврејско мало немаше кој да дотрча. Залудно детето ја бараше Розита Шуман, чијшто семеен клавир заврши во Софија како реквириран експонат, а нејзината благородна детска душа во печките на Треблинка. Детето беше дел од толпата која ги поздравуваше војските на ослободителите, кој заедно со повозрастните извикуваше до Берлин, одиме на Берлин. Одмазда за душата на Розита Шуман, барам одмазда. Одиме на Солун. Солун е наш. Одлуката беше донесена. Одиме на Трст. Трст е наш. На просторот, меѓу зданијата на банката, на зградата на газда Ристич и офицерскиот дом, преку стариот камен мост, дефилира единиците на Народно-ослободителната војска на Македонија, предводени од генерал Михаил Апостолски. Председателот на АСНОМ, Методиј Андонов, одржа свечен говор. Македонските патриотки и патриоти со овации го следеа неговиот говор. Потоа, во офицерски дом, народната власт приреди прием. Се наздравуваше на слободата. Овој пат, офицерски блескаше од народна радост. Тоа беа убави мигови на победа, сиромаштија и верба во светла иднина. Методија Андонов Ченто, првиот председател на АСНОМ, изразито македонски определен, партизан и левичар, демократ, набргу по ослободувањето ќе дојде во конфликт со политиката на Едвард Картелј, Лазар Колишевски и Јосип Броз Тито. На монтиран процес во 1946 година ќе биде осуден на 11 години робија во скопскиот затвор Идризово. Панко Брашнаров, најстариот делегат на АСНОМ, на чиј победен збор на собранието на делегатите им солзеа очите кога зборуваше за македонскиот идентитет и за жртвите за Македонија, првиот подпредседател на АСНОМ кој сиот живот го вгради во борбата за самостојна Македонија, ќе биде затворен и испратен да издржува казна на југословенскиот ГУЛАГ Голи оток. Тоа беше грешка една која не може да најде своје оправдање, али не можеше ни да се толерира сигурно во тоа време. Од денешна гледна точка тоа е несфатливо. Затоа што тој човек ништо лошо не направи. А да може да си кажеш своето мислење, не знам зошто е тоа греф. За да се викаме македонци, крвавеле мажишта. За името македонец се крикало и се колнело. За Македонија се уривало и се пеплосувало.
За неа се одело на последен поздрав и на свадби. За името Македонија, брат врз брата рака кревал. Пријател од пријател се делел, кога различно е толкувало љубовта за неа. За неа клетви биле фрлани и керки и синови благословувани. Македонија, проклество, совест и љубов на генерациите македонци.